Со магистар Стево Темелковски, кој што е автор на изложбата, зборуваме за изложбата Ѕидни маски, но и го поставуваме прашањето: дали уметноста не е луксус, дали е потреба? Добро утро. Добро утро. Нема веднаш да го поставиме тоа прашање. Нека биде тема на разговорот. Би сакала да започнеме со идејата за изложбата Дзидни маски. Како дојдовте до идејата? Велите, јас не сум уметник, но веројатно со годините тој порив, таа креативност, таа енергија никаде се собирала и барала своја канализација. Точно така, точно така. Видите се од каде тоа пред 2 години од прилика, шетајќи по интернет, отидов во пензија, нели? Малку и порано отидов во пензија, не? И шетајќи по интернет ми падна на идеја, налетав на некои сајтови, канадски, американски, англиски, германски, турски, па источњачки, некој не знам што да прави човек во слободно време, да кажеме, некој хоби. И некако толку ми легна ова изработка, ова творење на некакви си уметнички дела, да ги речеме, тие се уметнички дела, сигурно. И така тоа почна. Почна тоа, ги изложив на социјалниве мрежи, гледав, видов дека има многу добар одзив и дека многу луѓе и познати и непознати ме храбрат во таа работа. И тоа ми даде уште дополнителен порив, еден ефект, еден мотив, да кажеме, да ги правам тие и да ви кажам искрено, денеска која видов галеријата како се наредени и колку се такви, па сам за себе се зачудив, сум можел ли толку да направам, а тие се само половината од оние што се направени, таму што се изложени, да кажеме. Ќе можеме и ние да ги видиме додека зборуваме. Што представуваат маските во вашето творештво? Ами маските во моето творештво така дојдоа некако спонтано, филозофски гледано или не знам како, психолошки гледано или не знам како човек. Секој човек има секоја своја маска, дури и она оригиналната што ја носи со себе, нели? И маските како маски некако ми дадоа некој, како да кажам, една тема се отвори која што прво пополека почнав да ја развивам, потоа се прошири, многу се прошири и видов дека има разни, како би рекол, разни варијанти на маски. Некои се архаични, некои се модерни, некои се од блиското минато, некои се пејачки, некои се глумачки, некои се филмски, некои се не знам како. Така да човек, може би работејќи ја таа работа, не може ни да постигне во еден кус временски период, да речеме, да ги направи. Меѓутоа, мене ме одушевуваат тие, ме фасцинираат, то се колоритни, то се најразлични форми и така натака, особено материјалот кој што го користам. Материјалот го користам, оваа дисциплина во суштина е една скрап арт или скрап уметност. Токму за таа дисциплина сакав да ве прашам, зошто се одлучивте токму за скрап арт како форма на изразување? Дали можеби вашиот професионален животен пат едноставно ве насочи да размислувате во тој правец? Точно, и тоа. Да. И тоа. Јас бев неколку години заменик министер за животна средина и таа животна средина некако ме привлече, иако не е уметност, да кажеме тоа, иако ме прашавте преска што значи уметноста се состои во секоја пора на животот, таа е на некој начин духовна храна, меѓутоа самите материјали и самиот стил, скрап арт фактички представува една поттикнува една креативност во смисла на материјалот што се користи. Често пати пријатели ми велат, ти од ништо правиш нешто. А кои материјали ги користите? Од ништо правиш нешто. Не е тоа ништо. Тоа се материјали, тоа се отпадни материјали, индустријски, да кажеме, вишокостатоци и така натака. Дали се тоа некои отпади од пакување, дали се отпади од индустријско производство, некој процес и така натака, она што останува, тоа не е за фрлање, тоа сепак представува некоја суровина од која што може да се направи нешто многу подобро отколку она што е произведено и има своја некоја друга цел. Се согласувате ли дека уметноста е потреба, а не луксус? Да, уметноста секогаш е потреба. Зошто?
Секогаш е потреба уметноста затоа што таа велам дека се наоѓа во секоја пора на секојдневниот живот и таа представува на некој начин, барем јас така тоа го сваќам и го разбирам како духовна храна, кога човек е презаситен од рутинското работење секојдневно, уметноста дава еден, како нов да живот. кажам, еден ракурс на друга страна од која што човекот духовно се храни и добива поголема енергија да заврши онаа дневна работа што е. Епа, ова прашање е следно, веројатно и најмногу се одвестува. Дали рециклираните материјали добиваат нов живот преку уметноста? Така е. Значи, поведувајќи се од она еколошка максима, да кажеме, реупотреба, намалување и рециклирање, оној сите го знаеме и го гледаме по производите зелен триаголник со стрелки што е. Реупотребата е токму тоа што рековте, дека на некои материјали кои што ги занемаруваме, можеме да им даеме нов живот кој што е многу подолг и многу подобар отколку за она што е првично, нели, нацелен или првично направен за некаква си цел. Користени материјали специфично, односно конкретно за изложбава, тука се изложени маски и не само маски, направени од отпадни пакувачки материјали, а тоа се палети, тие се дрвени палети, користена е градежна отпадна жица, рѓава да речеме, потоа жица за лозници, па потоа се тука електроматеријали, некои машински материјали, штрафови, мутери, не знам, копчиња и така натака, не се сеќавам баш и не можам и сега да кажам. Тоа е широка палета една на материјали кои што нема крај. Од се може да се направи нешто, некоја уметност, некое дело кое што понатака, нели, ќе функционира во животот. Каде може се ова да се види? Ова може да се види денеска е, значи, отварањето на изложбата Зидни маски во Кинотека на Македонија со почеток во 19 часот. Ќе биде ли поставена? Ќе може да, ли долго време? Ќе биде една недела поставена. Една недела поставена. Значи, една недела, може би 10 дена, зависи од интересот, а гледам дека ќе има интерес. И има интерес, се пријавуваат луѓе, дека ќе дојдат, ќе ја погледаат и така натака. Отварањето ќе го направи вишиот кустос Јован Шурбановски од Националниот музеј на Македонија. И ја мислам дека ќе имаме една пријатна средба вечера. Се надевам дека и сакувам да биде така. Сакам Јас ве поканувам и вас да дојдете. Благодарам. Ќе бидете фасцинирани. Благодарам и сакам да ги погледнам. Би сакала да прашам уште нешто, или нема да биде новинар доколку не потпраша и не влезе малку подлабоко. Дали маските ги представуваат различните лица кои што ги покажуваме пред свет? Секогаш е така, реков. Секој човек си има некоја своја маска, некој има повеќе маски, некој помалце. Зависи, знаете, од театар кој ќе отидете. Во театар кој ќе идете, глумците имаат маски. Фактички тие Ама имаат како улоги. таму да е дозволено, а другото не е дозволено. И во животот имаме ние улоги. Јас, например, отворен ќе ви кажам, јас не сум уметник, јас сум инженер по образование. Дали ја носам една уметничка маска сега? Па веројатно да. Дури ми е непријатно ако некој ми рече, еве го авторот на изложбата, уметникот, демек. Не сум уметник, меѓутоа, ете така, може да имам некој уметнички талент кој што ме влече од многу поодамна, може би генетички е тоа нешто. Во млади години работев 10 години во Алкалоид и во тие години имам направено, пак уметноста ме влечела, нели, имам направено некои графички остварувања кои што и денеска кај мене дома стојат на зид, не само кај мене дома и во други домови, да кажеме, кои што се успешни. Уште тогаш сум се прашал во млади години дали сум јас уметник. Можда да, можда не. За некој да, за некој не. Кој кажува да, кој кажува не, зависи од маската што ја носи. Зависи од улогата. Многу убаво кажано. На крајот се воодушевувам на тоа како слободното време го искористувате. Се воодушевувам на тоа што го творите, како начин и мотив како да се пополни позитивно и продуктивно слободното Точно време. така. Да, и бидете мотив за така. да, за голем дел од гледачите кои што
Сега се ќе речат во најубавите години, тоа се пензионерските години. Посакувам да ви бидат такви. Посакувам вечерва во 19 часот да ви се отвори пат за уште повеќе изложби и нека биде солесно. Благодарам на убавите зборови, ве поздравувам и ги поканувам гледачите кој е заинтересиран. Еве, изложбата ќе трае цела недела, може да дојдат и да ја погледаат. Така, во Кинотека на Македонија. Во Кинотека на Македонија. Да. Ете, така, благодарам. Благодарам вас.